Овој модул ги воведува учениците во клучните концепти на финансиски менаџмент како фундаментална животна вештина што ја поддржува независноста, личната безбедност и самодовербата. Кај младите возрасни со аутизам, развивањето јасни и структурирани финансиски рутини има значајна улога во намалувањето на анксиозноста и зголемувањето на автономијата во секојдневниот живот. Во таа насока, модулот ја нагласува важноста на финансиската независност, ги разгледува алатките за буџетирање прилагодени за лица со аутизам и ги објаснува различните видови банкарски сметки релевантни за самостоен живот. Учесниците се водени низ конкретни чекори за отворање и управување со банкарска сметка, при што се користат практични и структурирани пристапи и стратегии за безбедна комуникација. Дополнително, модулот опфаќа теми поврзани со препознавање финансиски измами, разбирање на кредит и долг, како и проценка на ризиците при позајмување средства. До крајот на модулот, учениците ќе ја препознаат финансиската независност како основа за самостоен живот и ќе стекнат основни знаења и вештини за самоуверено управување со личните финансии и донесување информирани и одговорни финансиски одлуки. Финансиската независност представува клучна компонента за успешен самостоен живот кај лицата со нарушување од спектарот на аутизам, НСА, и носи повеќе значајни придобивки. Намалена зависност од старатели и зголемена самодоверба при справување со секојдневните активности. Воведување на структурирани финансиски рутини кои создаваат предвидливост и придонесуваат за намалување на анксиозноста. Поголема контрола и автономија при донесување одлуки поврзани со трошење и штедење. Подобрена лична безбедност и заштита од финансиска експлоатација. Успешниот самостоен живот подразбира развој на компетенции во неколку основни финансиски области. Управување со редовни трошоци, вклучувајќи навремено плаќање на кирија, комунални и интернет услуги, како и други тековни обврски. Дневно буџетирање преку планирано и информирано распределување на средствата за основни потреби. Создавање заштеди за итни ситуации со цел справување со неочекувани трошоци. Долгорочно финансиско планирање преку поставување цели и разбирање на идните финансиски потреби. Истражувањата укажуваат дека развојот на финансиска писменост кај лицата со аутизам е наефективен кога наставниот пристап ги вклучува следните клучни елементи. Јасни, конкретни инструкции кои ја минимизираат двосмисленоста. Употреба на визуелни поддршки и структурирани алатки за полесно разбирање на апстрактни финансиски концепти. Чекор по чекор пристап за разложување на сложените задачи на управливи делови. Редовна практика во реални или симулирани животни контексти за зајакнување на применливите вештини. Континуирана и доследна повратна информација за насочување и зајакнување на процесот на учење.